Минатата недела спомнавме за тоа дека три евангелски перикопи пред почетокот на Светата Божикна 40 зборуваат за милоста Божја и како треба да се употреби материјалното богатство да се стекне живот вечен. Минатата недела зборувавме за богатиот и Лазара. Оваа недела е перикопата за милостивиот самарјанин. Нема да ја прераскажуваме перикопата, зашто за неја слушнале и оние кои не слушнале дури за Евангелијата. Ни велат нас често пати на христијаните треба да бидете милостиви како самарјанинот. Секако дека е важна милоста и затоа во овој предбожикен период се подготвуваме на нешто што е многу важно за животот човеков, а тоа е милоста. Бидејќи ја бараме милоста Божја, треба да бидеме милостиви кон нашиот собрат. Како аналогија, еден впечаток што ми оставил приказната во Евангелието, која е вистинита секако, а има многу врска со параболата денес која ја прочитавме за милостивиот самарјанин. Ова аповтегма е опишана во Јерондиконот. Некој Јеронда, игуман на манастир, многу ги сакал браќата во својот манастир и се молел за нив пред Господ. Господи, дај ми кај што ќе бидам јас и тие да бидат со мене во Царството Божјо. И еднаш добил покана од еден друг манастир да оди на Панаѓур, слава, значи манастирска, во другиот манастир. Бидејќи никогаш овој старец не го напуштал манастирот, без да го праша Господа дали му е угодно на Господа да го напушти манастирот, го прашал Господа, а Господ му одговорил: добро, согласен сум, ама прво пушти ги браќата пред тебе да појдат тие, а после ти ќе отидеш. И така направил овој старец. Ги пуштил браќата први да отидат, а после тој тргнал. На патот, додека оделе кон манастирот, браќата сретнале еден човек кој го фрлил конјот, од конјот, значи паднал, се повредил и не можел да стане никако. И го прашале овие, го сретнале прво овие браќа од манастирот и му рекле како можеме да ти помогнеме. Тој рекол: се ми е искршено, не можете никако да ми помогнете. Чувајќи ги на некој начин да не паднат во греб, бидејќи нема да му помогнат. И тие му велат: добро, ние одиме во манастир на бдение и не можеме, се остани со мир. И го оставиле така човекот. После некој време, значи минува старецот и го среќава истиот човек на истото место, повреден, и вели: ќе ти помогнам, јас не заминувам никаде без да ти помогнам, само ако можеш подкачи се на некој камен за да те качам на вратот. Ама не можам да се мрднам, му вели човеков, како можам да стигнам до каменот. Не те напуштам, вели овој старец, се додека не ти помогнам, не си заминувам од ова место. И некако успел, го подкачил на некој камен за да го стави на вратот.
Многу тежок му се видел од почеток, бидејќи стар бил старецот, човекот што го носел на вратот, меѓутоа како минувало времето, се полесен доаѓал да биде човекот. Кога стигнал до манастирот, како пердув да носи. И кога стигнал, го прашал, како е можно толку лесен сега да бидеш? Може би не требало да одговори човекот. Старецот веднаш распознал дека Христос го носел на себе. И во таква ситуација Христос му рекол, ти се молиш за твоите браќа. И добро прави што се молиш, меѓутоа тие поминаа и ме оставија да бидам во истата состојба како што бев, а ти ме крена. Така што не е иста состојба да знаеш да кога се молиш друг пат. Старецот, кога се вратил од бдението и ми ја раскажал оваа догодовштина на неговите собраќа, но меѓутоа тоа сето делувало тие луѓе да се поправат, зашто монасите се познати по тоа дека отишле во манастир за да се управат на прав пат, а не да останат да се инатат и да го направат по секоја цена на своето и макар и нека е погрешно. Сватиле дека погрешиле монасите, бидејќи му рекле на човекот кој бил Христос, не, нас ни е важно да отидеме на бдение. Со други зборови, ти може да пропаднеш, остани во таква состојба како што си, ама ние ќе одиме на бдение. Која е важноста, браќа и сестри, за луѓето кои навидум се молат, навидум се побожни, а во суштина не прават ништо согласно со верата. Затоа е потребно да се управиме по овие евангелски перикопи за милоста. Очекуваме Господ да биде милостив кон нас. Ништо ние немаме што може да го задолжи Господ да направи кон нас добро нешто. Меѓутоа се надеваме и очекуваме милоста Божја. Ама ја очекувам милоста Божја. Господ во евангелската перикопа му вели на младичот, оди и ти прави така, откако му ја кажува перикопата за милостивиот самарјани. Значи, така треба да се управуваме во животот. Нашиот собрат да биде дел од нас. Тогаш ќе имаме милост кон него и кон сите луѓе воопшто, ама тогаш и со право ќе очекуваме милоста Божја. А не можеме да очекуваме милост да се врши кон нас, а ние да не сакаме никаква милост кон другите да спроведеме. Таа евангелска перикопа Господ како да не задолжува кон љубов кон браќата. Зашто возвишена лекција е секако, меѓутоа мора да почнеме да ја разбираме од најмлади денови, дека другиот е моето постоење, а другиот не е само тој што ми е роднина, не е само тој што ми е брат по тело, туку секој ми е брат. Ако се вратиме неколку милиарди години назад, ќе видиме дека од едно нека биде сите постоиме. Значи во единството сме биле. И Господ рекол нека биде и станале милиарди луѓе. Претходно станала Вселената секако, ама станале милиарди, ама ние сме од едно. Значи, оно што му правиме на ближниот, добро или лошо,
си правиме себе си. Ето е многу важно да сега во овој пред Божиќин период да разбереме и да го управуваме. Заради милост кон оние кои можеби и немаат доволно за да можат да обстанат во животот. Црквата секогаш била со милостива. И затоа во овој предбожиќен период, кога особено ни напомнува на тоа дека треба да бидеме милости кон другите, во старо време уште, а и во ова време, еве го обновуваме таа традиција, во црквата Свети Никола во Крушево ќе отвориме една каса посебна за овој период Божиќен, значи од кога почнува Божиќната света 40 седмица, за секој кој сака да остави како милостију самаријанин по некоја лепта и таа каса да ништо нема друго да се употребува тие средства, освен за оние потребитите или да не ги речем сиромасите. Значи таа каса ќе се отвори пред Божик и средствата колку и да се собрани ќе се делат на потребитите. Нема да се употребуваат тие средства за обнови на цркви или не знам за некакви други потреби што ги има црквата, туку исклучиво за тоа да се помогне, тоа што не е убаво ние, кои можеби имаме малку повеќе, за Божик да извадиме добра трпеза, богата трпеза, а оној кој нема да оскудева од тоа. Барем на мака големите празници кои не заслужуваат, ете за кои специјално се подготвуваме. Затоа, браќи и сестри, милоста Божја која ја очекуваме да биде со сите нас, нека биде и кон нашиот ближен, насочена секако од наша страна во сите векови, зашто тоа е начин на постоење на христијаните.